Добро дојдовте во новото видео. Почнуваме со авантура. Почнуваме тука да пазариме нешто. Мора да наполниме фрижидерот, бидејќи сепак кај да е поскапо од кај нас, така да наполниме тоа што ни треба, поготоа графче. Да. Ете ни е окта, каде што ќе полниме бензин и се друго. Еве пазарено и уште една вреќа. Ова не кошта околу 120 евра, а ви текнува во Исланд за стоцка имавме ништо, човече, ништо, онака 5 работи да ги фатиш да ги гледаш. Затоа се полним од Македонија. Ајде, Тапшанов фамилија и вие, Тапшанов пријатели, да почнеме со авантура. Спремни? Да, јас сум лева. Јадење. Ајде име доктор да ставиме бензин, да напумпаме гуми и се што треба. Ајде стигнавме на окта да завршиме работа. А што ќе правиме сега ќе ви кажам. Првин проверка на гуми, полниме бензин, полниме AdBlue, они да ми полнат да не направам некоја белја. Ставаме вода за брисачи, односно средство и менуваме брисачи. Они тоа се ни прават. Завршено се, спремни за пат. Едице напи кафе од автомат еспресо, полуде тука. Мислиш дека е боцна со адреналин. Како јако, ја не може да биде. Како отров. Мали брат сега не патува со нас. Сега проверив дека добре дека не го земавме мачето, затоа што треба да прима новата вакцина. Требаше уствари во февруар, ама сега кога ќе се вратиме, ќе го вакцинираме. И имаме добро тоа. Ајде да ти кажеме. Уште едно. Ова е како жапче. Покефрог. Сега сме во покемон фаза. Сите? Колку напред. Сакате уште да видите? Сите? Браво. Леле, Ај на здрави. Само што стигаме на граница, тројца македонци. Стигнавме на првата пауза на 100 км пред Белград и сега ќе земе да јадеме нешто, земавме уривче и текче преска. Одмориме малце и продолжуваме. Денеска ни е голод да стигнеме до Сомбор. Тетка ми. Значи, браќа, овој со камионов 17 пати напред-назад. Не знам што прави. Ајде да јадеме. И салата, бе? Да. Леле, убер македонка си стана, значи нема јадење без салата. Ама ракија немаме. Ракија немаме. Како немаме? Па ја ости таа барацка? Не пиеме. Не сме више да попиењето. Дали ќе те скроз до напред да видиме? Еви ќе застане. И Застане? изгледа. Да бе, само што ако искува сила да не смрди. Чекаме, нешто стиска горе. Ко мислиш у пилот да е? Не бе, цигарче да запали сега да не отруе тука. Луѓе, значи мора да знаете, аз застануваш со кола да онака да паркираш со омаца, гасија. Цела Европа може значи да гаси колико ќе застанете на паркинг или на само на стоп. Нас не, мора да работи на јако да смрди на сите страни. Стварно ќе остави вака камионот? Да бе. Чаве 10 години македонка, уште не разбираш. Сакав да ве покажам, ако сте кампери, ќе да најдем, кај ги стави. Тука. Да земете од Братство тањирчиња. Значи многу се добри, не знам, Челик. рамните и овие се длабоките. Не се толку длабоки, ама таман, за да не јадеме од пластика. Ајде Марк, седнуј да јадеме. Премна маса? Да, имаме компир пюре вчера, земавме кравче, салатичка, кисели краставички, доматен сос од мама. Ајде, главното дај да јадеме и да возиме. Имаме уште околу 350 км до Сомбор. Према Сомбор, значи посет Нови Сад, патот што иде кај Сомбор е Врбас, Црвенка, тие. И е бачки, стварно, онај меѓуградски, меѓуселски, е хаос. Значи таму се вози саат време. Тргнавме повторно и замисли. Тално кажам, може да сте видели на другите видеа. А го возиме овој автопат низ Србија, а преобавезно врне. Плюс преска, мечка се женеше. Топло пука, сонце пече и онега дожд. Глава, бум, 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 бум. Притисок. Имам уште малце до Белград, ќе издржиме јако да извозиме до Сомбор денеска. Ајде да ставиме бензин сега во Србија. Србија има оган бензин, но тоа е што е. Прв пат во Србија сам да се ставам бензин. Не знам дека можело. Конечно, топ. Ова кога биде кај нас, едва и чекам. Уште течува. Имаме 11.609, да знаете само. Стигнавме близу Петроваразинска тврдина. Ќе ја преминеме ноќта тука на овој голем паркинг каде што е автобуси, но сега е полно со возила бидејќи има некоја прослава доле. Уморни сме, не може да возиме до Сомбор, така да идеме да спиеме. Добро утро на сите. Да, имаме многу добра ноќ. Инаку беше полно тука се. Сите што се отидоа беа тивки. Имаше таков убав дожд, имавме мирна ноќ. Сега ќе одмориме, ќе одмориме. Ќе пиеме кафе, ќе доручкуваме и одиме на кај Сомбор да однесеме Леандер на тетка ми. Носиме цела такси со цвеќе, носиме комби. Не ми се верува сега видов тука. И одиме после на кај Хунгари. Да ви покажам паркингот. Овде има патека за одење од друга страна на тврдината. Ова е целиот огромен паркинг. Тоа таму доле е ресторан. Да знаете, само ако некогаш вие камперите доаѓате навечер, ова е тука е полно со коли.
Кај сме, парно мирно, но овој тука пат е доста активен и тоа може да ви смета. Лего мајсторот одма почна со работа, гради нешто. Шо приш? Крадам нешто. Што? Фигури крадам. Тоа што е бубче? Фигури с човечиња. Извини. Времево е тапа, луѓе, тапа. Додека не врне е окей. Ако е вако наредне 3 дена, идеме за Хрватска. Да. Јас сакам ова година сакам нови земји. Рома, не си била? Не си била? Не сум. А затоа сакаш ти, сака да ми земе земји, да бидеме исто. Тоа имам ја и сум над неа една земја или две. Срамота е да не сум била во Трансилванија или Романија. Комши сме. Знаете дека Трансилванија кај ни е како Егејска Македонија за нас. Значи низ Унгарија ќе видите стварно имате луѓе што се уште ги носат тие голема Унгарија мапите, бидејќи Трансилванија им била земена. Ама знаеш што најако? Што им дали на Австрија. Еден дел е отишел во Австрија. Мини доручек, кромиче, унгарезе, салама, пиперка, без зајвар, ништо не правиме оваа фамилија. И маслинки обавезно. Ја напуштаме тврдината, излагаме од стариот дел, австро-унгарскиот, и одиме на кај Сомбор саат и 40 минути. Сега збориме каде да идеме после Унгарија. Тоа што времето е ужас. Ќе биде подобро од сабота. А сега е вторник. Не ми сои негде на лад. Доста ми е, цела пролет ни вака ни помина у дождови. Марк, ти што сакаш? Ја, да вам кажеш да имам година. Горили. Канда му се на Марк. Видија жената што ми прави. Ама лом ми направи комплет. Многу сакам сончоле да грицкам. Ама лом. Во Сомбор сме моментално, стигнавме кај тетка, ќе поседиме тука едно кафе и бегаме на кај Маđарска. Кај сте бе тапшанови? 20 сати ве чекаме. Ја Омилија од Сомбор да ми ги видите. Мафни да му. Кој? На кој? Ај така. Одиме за Унгарија. Ајде. Унгарија! Не. Влагаме во Бачки брег, последното село пред граница. Од овдека се усвари тетка ми и тетин ми. Ова село беше многу живо и богато пред 90-тите години. Цел транспорт идеше од тука. И Босна кога беше кризата, сите од тука идеа, шверца, правеа, чуда се дешава, се продаваа салами, раки, се продаваше, буквално се. После кога заврши кризата од Босна, се отвори Суботица, граничниот премин, поврзаа со Е75 и овдека умре се. Буквално нагло селово умре. Уште една минута и на граница сме. Леговме во Маđарска, но се разбира, маđарите мора да не тресат се. Се разбира, ни влиза со чизми, со кал. Ми праша пред тоа, што да му кажам, не извади ги. Те праша? Да, ме праша дали смее и му реков, погледнав. Кално брат. И ми каже не се со кал и му реков ај. Стигнавме во Унгарија, во Толна, местото каде што ќе бидеме 1-2 дена и сега ќе ви покажам како се пречекува во Унгарија. Да ви покажам сега. Ова ни е Јани Бачи, наш човек. Он ми е како брат, постар од мене, ама многу се сакаме. Смит, Јани папа? Водисно перкат. Дисно прколт. Водисно, воде. Дива свиња, прколт од дива свиња. Валдисно. Јо. Да, тебе. Иге, не дам. А тука не пречекуваат со таран. Ова е од Парацка. Ова е најдоброто нешто. Ова е од праска. Ја поише сакам од кајсија, ама ова е од праска. Тука се. Едо, кажи му дека намалив со ракија, не пијам, сега со него ќе pijam специјално. Azt mondja, hogy mostanában nagyon kevés rakiát vagy pálinkát iszik, de most kivételesen a Jani bácsiban. Ja. Nem baj. Ајде. Egészségedre, Egészségedre. egészségetekre. Ez nagyon jó. Mindig jobb, mert Better than last time. Ja. Много продавачови готово гази, прави пари. Ама знаеш што е фората што се продава исто, не можам да го разберам. Грозија продава исто како и дуња. Ја му викам, брат, мораш ова да пример држи го поевтино, ова поскапо, не може исто, нема сок. И плюс чевли прави. Гази, значи на 17 години гази, партал прави. Бидејќи Едо има нешто работа, јас и Марк, каде одиме? Макдоналдс и после ќе купиме нешто Лего. Што? Лего? Да. Или Покемон, ако нема никаде Лего. Дај рака. А? Дај рака. Чекај. Ајде, колку хамбургери? 2. Марк ги лупа 2. Од малите лупам 2. Ни стигна опремата. Почуваме. Ајде шефе, оди да најдеме Лего да купиме. Леле, ќе пукне стомаков, мислам нека. Мора да се прекина. Да пука? Да више пукна. Утро е во Унгарија, утро пред да тргнеме према Босна. Сакам да ви покажам како изгледа работилница за чевли во Унгарија. Ова е на Едит мајка и сопругот, како работи. Пофативме на дело. Еве моја малата продавница.
Човеков се знае работата, најдобар е цел округ тука, секој ден му носат чевли. Луѓе, човеков е пензионер, има 70 години, штанца, пари од чевли и ракија, секоја чезоака. Значи си има обврски и си знаат, доаѓаат муштери, го одржава во живот. И као без ова, ништо не сум. И Марк работи, значи тука. Време за да тргнеме на пат. Полека ќе одиме некај Босна и Херцеговина. Имаме околу 5 часа возење, што не е многу. Пред да искочиме од Унгарија, дофме во Печ до Декатлон, бидејќи од Босна идеме во Хрватска, каде што сакаме да се бањаме, ако ни дозволи времето, те молам Господи, ни добро време, и да си купиме Ninja Mask. Овдека треба да биде, но ја немам. Ја немам, Марки. Каков мале. Oh yeah, oh yes, thank you very much. Ги најдовме. Еве ги сите што ни требаат. Сега искачаме од проданицава. Леле, уште врне. Ајде да видиме што спремила мама за јадење. Сопремивме 55 бона. Тоа е околу 120 евра трошење сега. Мрзам трошење пари. Овдека има многу убава природа. Вака се зелено дамна не сум видел. Иако нема граници, нели Шенгенот заврши, повторно не отвара и прават и сега чекаме уште да ни дадат некаков документ дека се окей. Унгарија уште. Прва бензинска у Хрватска, евро 39 за дизел. Така да тоа е окей, барем сега за сега. 81 евро. Ај честито. Прв пат ставам поскап дизел. Деме ќе возиш поише, вика. Ајде, Да видиме. На граница сме Хрватска со Босна и се надеваме на брзо поминување. Ова е нова држава за двајцата. Да. И сме многу Едва чекам. возбудени, да. Едва чекам да пробаме нешто специјалитети. Кебапчиња Има тука. Како? нова земја и многу лесно поминавме. Тој дечко сега тука вика, о, кампинг. Јест. Кад завршите можете ичи. Фала пуно. Еве сме у Босна, имаме уште 40 километри. Саат време возење. Стигнавме до крајнен пат и најдовме еден прв манастир, односно тука во Република Српска. И ќе ги прашаме ако може да преспиеме тука блиску, зашто нема жив човек, паркинг е, зошто да не. Верувам ќе ни дозволат, ама сепак да прашаме. Еве го манастир Моштаница, доста средено место. Многу сакам вакви места, многу субај. И дури мислам дека куполата ни личи на оние што се во Ерменија и во Грузија. Ова се конаците, видите колку убаво тука средено се. Ова се ми наликува на манастирите и црквите во Ерменија и Грузија. Тука има уште една црква, само таа е затворена. Овој преубав манастир, ова преубава црква е ваква како што ја гледате од 2012 година. Некој историјата на манастирот и црквата датираат од 1100 и некоја година, нема пакета за збор. Ова таму е зимска капела, бидејќи ова овде па е под националниот парк, а тоа таму не е национален парк и во оваа не сме да имаат, односно не сме да инсталираат грејење, имаат направено нова. Преубаво место. Спремни со два канони, третото срце, да одиме да сликаме од озгора, додека е времето и боите убави. Спремен си, камерман? Да. Одиме нагоре до манастирските гробишта и да го видиме манастирот и црквата од горе. Замислете кога е снег тука што е. Што ќе сликаш? Да. Ајде, бачко. Како викаме, ништо не е тешко живот. Ајде. Петар Попович Пеција. И јас сам хајдук, те гоним хајдуке. Гласнije е моја хајдучина. Njegош. А еве го местото. Рај за очи. Малиот фотограф кој ќе му биде помошник на тато, веќе спрема добри фотографии, а како што кажав, наскоро ќе има и негов Инстаграм профил. Камера гај, ајде, ајде потепа комарци, бачко. Ајде мама прави супа дома, да каснеме супичка. И да играме Spy Game. Спај Гейм е таа играта што игравме, сте ја виделе, каде што јас сум најдобриот. Јас сум најдобар. А денеска ни стигна мејл од новото школа на Марк, кажа дека неговото деление е спремно, ги имаат децата и ги чекаат сите да дојдат на 22 мислам дека, каде што ќе се запознаваат, ќе се дружат. И да, Маркче ќе почне да учи за манза собата кога ќе му биде готова, да може да научи, да знае како да прави технологија. Он ќе направи армор како Нешто така. за да можеш да леташ. Ајде мама тука, ајде влагај. Hello. Хеј. Ајде брзо. Чекај. Комарци. Не, како у Шведската сум. Ама, знаеш дека не се сите комарци? Глупи се, бори се и глупи се. Сега се родени овие изгледа. Од тие новите глупите. Што прежедење? Јувки. Да, италијан стайл. У Босна. Земавме вакви и ја мислев дека пуканки се со вкус на кикирики. Ама внатре кога отворив пуканки и Ај, не ми се верува. кажете дали ви се свиѓа вакви мешаници. Коментар. Имаме јуфки од Јувкамо. Овие се со песто. И имам доматен сос од мама. Ќе биде како мешаница. Премене, значи јуфки со доматен сос. Ајде пробајме. Ајде лап. Перфектно.
Италијано, бамбино. Добро утро екипа, поздрав од манастир Моштеница се вика. Спиевме тука, ова место го нема на Парк Fortnite, но да знаете дека имате огромен паркинг. Та дури не праша, кога се јави жената да прашува игуменот дали ќе не пушта да преспиеме, таа праша дали су нормални. Па нормални су. Колку е јако некој да го збори тоа пред тебе. И тука има толку место што може да дојдеш ако имаш и шатор над колата. Монахињата што една тука е од Куманово, значи наша е. Мама денеска била расположена за турско кафе да пие. Фризура мен, треба да му ја спремиме денеска фризурата. Имаме нов восок, зашто сега е шизик, више голем. Ке иде у школа? Што ќе црташ? Покемон. Каков? Под вода. Се надеваме дека времето ќе ни се опре малце, гледаме дека пирка веќе сонце, значи може да почнеме. Денеска ќе идеме во камп најверојатно и сега ќе движиме нека Уна. Бидејќи ако движиме да се качиме горе на Козара, ќе ни отиде цел ден само да се вразвозуваме. Значи денеска идеме у камп да најме кај има скара да направиме скара. Само тука не викаме скара, викаме роштли да знаете. Росли! Роштли. Рошли. Росли! Само да знаете, ако доаѓате од Хрватска на кај Козара национален парк, не го слушате Google Maps, бидејќи ќе ве однесе на пат до манастирот, освен ако некаде да дојдете до манастирот, но нема да ви искачи до горе бидејќи патот е катастрофален и ни кажа да не одиме таму, бидејќи ако се заглавиме, ќе немаме мрежа да повикаме пријател. Овдека лево, тоа е тој пат. Мене ми се гледа дека Многу не, тесен. а и не асфалт. Не, асфалт не е сигурно, ама тоа не е проблем, имаме all terrain. Ај патри, идам да сменам, извадам пари. Не мрдајте од тука. Вие тука има Тутунска банка. Таму ќе да извадам пари. Босански конвертабилни марки се вика. Да ги најдеме кај се сам. Инаку градчево ви е одма на граница со Хрватска. Буквално еве е границата. Тоа е луѓе. Ете е границата, таму е Хрватска. Еве ја Тутунска. Чи извадив 250 евра, односно 500 бам. Не, банкомат само. Дури мене почна да вршува зашто не ради денеска 9 мај, ден победа на фашизмот. Те се луѓето зашто не работат. Че да ви ги покажам парите како изгледаат. Значи 250 евра, околу 500. Еве ги како изгледаат. Како старата од она југословенска. Еве ги нашите. Да видите што сум купил. Земи ќе се свија. Исти се сите сум тела. Нустела. Чим има овци на пат, знаеш дека си на Балканот. Или во Шкотска, да. Изгледа ти тоа лагото? Се мрдна? Да. Буквално возиме по граница со Хрватска, значи тоа таму е Хрватска што го гледате. И најако е што ниту еден ИСИМ не ни работи, ни тој од Хрватска, ни овој од Босна, бидејќи сме на граница. Да бидам искрен, во овој дел на Босна, по течението на реката Уна према Хрватска, по пат не видов ниту едно ѓубренце. Ваква чистота ни у Швајцарија ни Австрија нема видено, искрено да ви кажам. Полека движиме на кај кампот, имаме мост да поминеме дека над Уна, максимум тежина 25 тон, имаме 3,5. Да, патов, искрено ви кажам, ако доаѓате со прилука, е малце челенџинг. Ете ни го кампот. Накриво сме? Многу. Не. Мислам нека да... Ваволски ти кажа, топ сме, супер сме. Не зезај. Ајде, да искочиме. Скара! Комшиите имаат исто како нашето комбе. Видете колку е убаво средено. И се разбира. Дечките се од Германија. Таму има и ресторанче и ВЦ. Со мерак направено. Е, вакво сакам да имам во Македонија. Ајде да видиме. ВЦ. Човече. Вау. Дај да ви ги покажам кукичките и масичките. Маси, вратичка, бели кукички. Еве такви исто. Дај да ви ја покажам Дуна. Гледа колку е убава. Хеј, гледај колку е паметно ова да го правиш. Ке кажа на баба ми да го прави ова. Има дури кајак. Време за правиме ручек. Имаме пилешки крилца, кебапчиња, ставиме се зејтин и сега Во Босна правиме кебапчиња. Тоа не се видело. Еве ние масата. Имаме само лего. Ајде побрзо со лего да треба да играме со топка. Играме фудбал. Имаме салатче, пиперчиња, сиренце, маслинки. Сиренце бе бачко не. Со Марк дојдовме на Маракана да играме фудбал. Дрво број 1, дрво најголемо број 2. Ја ќе бранам, ти ќе шутираш. Земи залет. У џуџицу е звер, ги те пасите, ама ајде. Тоа, мајсторе! Ке научиме тото. Гледате дронот? Еве го пилотот. Пазете ми го рокнеш, а пазете газдава што ни донесе. Тан-тан! Мешано месо гратис! Гледате го, секоја чест и респект.
Еве за сите што викаат поработите, што се правите, че не е се тамо што гледате. Гледате колку камери, дронови. Таму горе се полни уште едно. Ај тие пари да купиш све шта. Откаде? Па тие што не слушале подкаст, не знаат. Зашто слушате ги подкастите кај Стефани, кај Байкерот и кај Кросфитерот и ќе знаат. Он ми пишал, вие сте чорбаджи, значи чорбаджи бе брат, брат бе, 16 години рмбаме бе. Знаеш колку време чекавме за да ни упали јако? Да почнеме од ова со видео да правиме пари. Многу. Фотографијата не извади. Пробуваме со видео од кога дознам колку време на англиски вртевме влогови, ама нема гледаност, значи не знаеш кога не го збориш природно јазикот. И сега ни упали нормално, имаме спонзори конечно се појавија, значи кога помошни ова сега. Да го правиш цело време, значи 10 години го правиш и немаш никаков фидбек, немаш ништо не се случува, само инвестираш пари, пробуваш едноставно. Издржливост. Еден ден ќе упали. Не смеш да се откажуваш никој за нешто што го правиш. Ова е вистинско, да. Ова е вистински? Да, ова е вистинско. Бигфут, да? А јети вистинско е? Нели се легенди бе? Да, ама ова знам дека. Убаво му е глам висок. Тогаш не е легенда. Тешки муабети. Ја завршуваме вечерта со Спаги! да одмориме малце бидејќи утре идеме на водопади. Најдобри водопади. И утре што ќе ви покажеме како јас летам дрон. Ти па го кажаме денеска снимивме. Еве го, Spy Game. 4. Најдуше некој, ајде. 5. 5, 6. Ја најдов 6. Марк, 6. 7. Кај го виде човече. Еве едно. Тоа Марк бе, Осум. изгази. Имам уште едно парченце тука, ни едно не најдов. Истече времето. Ако сакате да направам ваква игра, пишете коментар. Ајде, wake up. Пиеме кафе. Добро утро. Еве како се припремаме за нареден стоп, значи ги имаме нашите мапи. Сега моментално се спрема Босна. Има уште простор тука за дополнување. Полека, значи не е само да ставиме некои работи што нема да ги видиме, но ги имаме маркирано работи што сакаме да ги видиме. Овој пат нема да ги одиме на стирите во Република Српска, бидејќи го движиме вака овој пат и ќе влеземе во Хрватска малце на море. Толку ви треба, ги имате моите мапи, ќе си ги симнете и ќе си ги уживате на локациите ние кај што одиме. Каде имало на едно место православна, католичка црква и џамија. Еве ги да ви ги покажам, ги гледате пред вас. Ајде на брзинка да ги видиме, што ова не се гледа секој ден. Еве католичката, карши неа, православната и таму средина џамијата. Моментално возиме на кај Бикач, исто поред Уна и исто така се е чисто од страните, нема ниту едно ливче. Моментално се качуваме на кај замокот Чезин, патот е доста стрмен да ви кажам и цел со опасни кривини. Да видиме пекара код Риже, дали има нешто да се купи денеска. Имаме тоа што ни треба, но да ви кажам искрено, мислам дека Босна е поскапа него ли Македонија. Еве, бурек е тука 120 денари, кај нас 80. Ајде мрсно. Да знаете дека ова не е толку мрсно како кај нас. Пуше ми делува на ѓемлете. Еве острожац, да го видиме. Опа, некој кампер спијал тука, од кај е бе? Андора, не можам да си поверувам. Кампер од Андора, човеч. 2,5 евра од човек, деца 1 евро. Значи тука сме Стари град Острожац. Ова е тука многу популарно излетничко место. Има неколку веќе фамилии, пријатели што ги гледаме што седат. Бурек земено и си полираат. Деца играат, чисто солза. Само ова, а? Ја сакам горе да... Одиме по оваа патека. Да се симнеме доле кај мама и Марк и да продолжиме понатаму накај Националниот парк Уна и едни прекрасни водопади и местото каде што ќе поминеме ноќта. Но прво да влеземе внатре. Дали сте спремни за дворецот Острожац? Ова место сега што наликува на хорор филм бил приватен имот на оваа жена напишана тука, а во Втората светска војна ова место било штаб на југословенските партизани. Од тука гледале да не дојде некој. Не на било кој партизани, туку на маршал Тито. Тито го посетил ова место уште еднаш, били у 1966 година. Ова тука е направено во дом за деца без родители. Еве уште еден поглед. Джанг. Местово сигурно е за во некој филм. Значи језиво нема и каде. Ајде, воднесам горе. Фамилијата што била тука била многу богата. Но ова не се качувам сега, па што сака нека биде. Одиме од друга страна. Еве ги скалите. Уште се очувани. Видете го овој ходник.
За овдека се плаќа карта 2 евра. Воу. Јакичко, а? Е, овдека. Нема да пукнеш, нема да пукнеш. Така. Така. Еве го главниот поглед на реката Уна. Значи, место го препорачувам за сите. Богато со историја, од Австро-Унгарија, Бихачка република што била една година, штаб на Тито. Но богата историја. Двор со тврдина. Австро-Унгарија? Вау. Како е зелена убава. А од другата страна овој брег е Хрватска, да знаете само. Леле, пиење има. Доаѓате на влез број 3, влез Челие. Значи овдека имате само убав пат. Сите други патишта се ужасни, ќе си имате проблема да загледате со кола. Доаѓате скроз до доле, па повторно нагоре. Значи 4 марки? 24 марки. А 24, 12 евро. За сите? Мислам за двајца. Да, за марки се плаќа. Па не е баш ефтино да кажам, 12 евро. 6. Да. Така дојде. Или за кола плаќаме или не? Не, па кога ги видиш така 6 не е многу, да. 6 евро од човек. Да. Првин да ручкаме, имаме скара од вчера од газдата на кампот. Марк со лево јаде. Имаме и бурече, зелка, маслинчиња, се што ни треба имаме. Со полни стомаци се пуштаме во акција. Ете, паркингов на што речи. Ма ништо. Хаос. Имате ресторан да знаете тука што работи. Што не сме? Значи, куќе. Не смееш печурки да фаќаш. Прашав тука чуварот, он се јави на главниот што е, дали смее да се лета и он каже, може, ти не си го видел него, он тебе не те видел, така да идеме у акција. Дозволено. Еве убавата Уна, овдека е дива. Каква мок е ова, луѓе. Пробувам да ги снимам видеата, бидејќи дронот кој лутнавме у Карпине. Таму горе има мост, а нема да можеме да стигнеме до доле. Нема шанси. Рекава, таму е башка Хрватска вишо, нема теоретски шанс. Многу добра снимка правев, доле бев прост снимна тама. И се е окей, но ќе доеш до овие тука со вртлози, требаат голем притисок и ме однес турбуленции. Тоа е, се случува. Растреси се, да материјални работи не се плаче никогаш. Како дошло, така оште. Не ни се тие нешто што треба да плачеме. Дронот си искористи, нивме многу работи, така да, толку му бил животот. Идеме понатаму. Заради ова со дронот, скроз заборев дека треба да ви презентирам кај сме, а и во меѓувреме кога стигнавме тука, глеј што ни се деси. Еве сум у првиот камп во Национален парк Уна, кај газда Шефик. Само негов камп има WC, и има туш и има струја. Газда Шефик даje шта? Јестиче, лапчиće, рибу, месо. Океј, а главно? Оно за без пара шта е, тоа што е главно. Ovo je tu bez para. Ајде, вали да туриме по едно. A onda ima gratis medovina. Ајде, шта даш? Ова е многу добро. Evo domaća medovina, domaći med. Ова мора и жена да проба една. Ne jedno 10, to ne platiš. Sam si dojdeš ovdje, ovdje su čaške, to ne platiš. Ајде, Џони, мора да пробаш ова. Ова е со мед. А и ти? Ја пиев, саки испием уште едно. Баба, супер. Ова малце како винце. Не стигна, имаме се дружиме со англичани, имаме са холанѓани дојдоа и братов само вади арсенал за пиење. После тоа продолжуваме со пиво. Не лека кажа дека пиеме, не пиеме многу. И сега сме тука ома пред водопадите. Цело село имаат направено кампови. Значи еден до друг имаат кампови направено и како поминуваш да ти мафтаат кој ќе те земе. Но овој тука застанавме, не знам зашто. Онака нај-окей ни изгледаше човекот. Имаме англичани, имаме холанѓани и ова е вака целото место. Ова е Маркче и сега уште малце почнуваме да играме нешто и се спремаме за кревет зашто сме уморни и утре идеме на кај јајце.
Значи во Босна луѓето се најдобри на цел свет. Сега си правиме муабет, се најаваме со еден пријател, ќе ни даде риба. Охо. Ајде да видиме што имаш, батко Фудо. Ова дуна. О, пастрмка бре. Пастрмка, да. Пастрмка шоби, знаеш. Еј, хвала пуно. Ова само во Босна го има луѓе. Хвала. Ајде видиме се. Видимо се, чао. Најдобро место со најдобри луѓе. Идеме сега према Јајце да го видиме тој град што е полн со историја, каде што има историја од нашите ли драги маđари. Имаме 2 сати возење, 140 километри. Да ви покажам кога е Маркињо најмногу среќен. Најмногу тивок. Збор не му се слуша. Возиме од Клjuč према Јајце градот и пред нас Apple Maps вози. Го снима комбе. Така да го идете на овој пат према Јајце, ако сакате да го видите како изгледа автопатот, ќе не видите нас, Тапшанови и комбе. Ова е градот Јајце, град на култура, историја. Теа горе е тврдината, стариот град и позади е големата кула на Света Марија. Само што стигнавме во Јајце, еве го паркингот, односно камп. Али вака нешто уредно, немам средното одамна, да ви кажам искрено. Нема ништо посебно, ништо не е фенси, но еден дел е многу битен. На секаде што ги гледате овие како тотеми, се за струја, вода и за чистење на тоалет. Малце треба да направиш нешто профи. Се е спремно. Ова што го гледате чини 15 евра од вечер. Спуштам капа доле. Босна ме изненадува позитивно. Што правиме сега? Рибчиња. Тазе пастрмки имаме. После одиме со Марк аутсайд. Први ќе ги исечеме главите, затоа што мал ми е пекачот и нема да ги собере убаво. Ставиме на сол. И наш Марк нешто готви. Готови уште еднаш нешто, но сега уште готвам. Тазе? Многу. Се виде, извади одма од река. Ваква риба не сме јадели, мислам дека. Ајде, кркам и одиме. Види, овде има зиплайн. До таму, до брдано. Но сакаш ти, ама не работи. А овдека може да се бањаш. Да се бањаш? Да. Ајде, влез. А чекай да се собудам. Еве ги Јајце водопадите. Само треба да се оди од таа страна таму, оп, за да може да ги видиме, не до одма другата. Чудно ми е сега, зашто тука со коли поминува. Еве го градчето. Охо. Ле, луѓе, јас кебапчиња тука. Ти се пријаде? Лако сам. Да, кебапчињава, не? Сега за сега не, ама ако има толку скали ќе ми се пријаде. Волку скали се доволни да и се пријадени се. Одиме да ја видиме останатата кула од црквата Свети Богородица, што не знам, не сум сигурен дали уште постои. Не знаеш? Еги, тука има и катакомби. Ева кулата. И подземна црква. Тврдина, женска, џамија и саат кула. Ајде, кај треба да се качуваме, луѓе. Дали сте спремни вие двајцата позај мене? 100% и 50% унгарец. Ова малце на Охрид ме подсеќа. А, да, еве ги катакомбите. Underground Church. А ова е таа мечка кула, медвеđа кула. Еве сме, уште малце. Еве го знакот на Босанско кралство. Еве тука хајџо биле. Дали тука. Тилија. Чекај да ти помогна. Да ми помогнеш, а? Хајде. Никакво чувство. Да го ослободиме. Не искаш само жити Бога. Сакам и јас. Нека што се. Еве го Јајце. Комбе е таму. Ајде. Много се мрка. Видиме кај е камбаната што бие. Е теа католичката црква. Цел град како Охрид е околу тврдината. Ајде да се симнуваме надоле за да идеш да јадеш сладолед. Лупаме кебапчиња, па лупаме айскрим. Ова го правеле у кралство на Босна. Да, уште постои. Не, сега е држава Босна и Херцеговина. А плюс ова едно време било кралство на Унгарија. Твое. Да, да. Еве се спуштивме на шеталиштото, како чаршија, корзо може да го кажеме. Цело место мириса на турско кафе и кебапчиња. Не е нешто големо. Тоа е тоа. Седнавме на први кебапчиња. За прв пат сега во Босна да пробаме дали се добри. Јајци има добри кебапчиња, ама сладоледот е уби Боже. Ја го фрлив сега мојот цел, само го фрлам го курпиот таму по минутица. Толку лош. Да. Легенда. Немаш, а? Инаку ако не ја ставиш зеленава, ја ќе бидат победник. Ајде, јас сум Уно. Јас сум. Ти си. Уно. Чанг. Thank you very much. Компир 1-1. Јас сум. Јас. Уно!
Не речи, не направи! Попара салата! Каша попара. Еј, мислам дека доста беше за ова видео. Не! Што бе не? Да. Многу беше добро видео. Се надевам дека многу YouTubers и followers ќе не следат. Затоа, peace!